Може целият отдел да го снимем, ще соби да снимем. Соден додел, и тук си имат газ, ето и така много. А да, стравена зона мора да има тук цело. Вече? Защото дело по-премата човек, който ще забърчи така употреба, се става, дезинфектира и се кварца. Удобните? Да. Айде, там тук няма да е по-сигурен. Да. От цървенкото ти е за шекер. Топломери. Не, ти снимала само на техна сайта. Това да го можеш. Во е тука за терапија? Да, за терапија шо у моменту нели некој ще смене, мада ние ја можеме да ти пуштаме, имаме слики на како спремаме на купа недно. Само. Колко година е зградата, бабе? Сигурно 30 години има, не? Некој друг пациент не ли сака да долу, трета соба е имаме. Така, снимате вие на грешка. Само това име. Добър ден. Добър ден, Жени. Добре. Само да не изсликате. Или ти за... Часов и 15 ти биде? Колко ли му ми кажа? Я ви изгинува, но ли... Ако терети. Терети. Това е лош. Лошо, никой ще река. И да го облечеме като... Той е там, това от тенките, они... Опи всеко, защото вие са и най-тенките, значи. Да, е замъгление, така и. Там какво пишуват нещо. Само коле ѓубрето онде нешто, ајде. Айде. Ке ти имаш Нико дека му на него тај. Я сега се облече. Я ги комбинациите, може да ги питате, за да добре, че какво да е. Ама ние да им преведем. Ще вликуваме вече у дело с Собиже, да е цървена зона. Значи, кое е? Да, точно. Там имаме колко соби може да си.
Тук имаме няколко соби. Во е дел од дневното одделение? Во е дел од дневното, што го преземаме 4 соби се тука, што не са уклучени, да не измамаме кадра. Да видим се на банка. Това е оркестър, они там отидат, да се случва. Не е напълнито. Не, во е... Колку соби имате на горната? И 3 долу, 18. Тука е 9 кревета, 75. И 10 една столба. Имаш собата на сестрите, които ще подлежува терапия. Да, подели наука тук е... Втори. Отвори ли го единето, шо е? Мусака. Ще одете ще. Ти ми го покажем в дяса. Само да не се слуши позадина, който говори човек. Подържи ръкавици. Може и да кажем. Добър ден. Добър ден. Чува, я да имате го. Може да го снимиш от тази дума. Това не са. Окей. 14, да. Да видите какво изгледат соби. Да. Може да го даш по-лека. Чакай да. Ето не може. Значи я чешна да може да стигне. Мора да ги прашам. Проверка може ли? Да. Да. Добре. Значи има си и туалет у собата. Добър ден. Аз съм директор на болница, ovo je novinarka, sad kad napravя prilog za naš detektivno udruženje. Neka si snima ono što treba, a после ќе видиме ви ако. Може да кажеш столик, може да кажеш замръкне. Добро, окей. Може и да ви я замръш картасата, да нема да знаят кой каже. Може ли да кажеш? Добро, значи вашия избор. Мусасака. Пучи го добро, пучи го да го снима. Караѓозова, така? Да. Инфектолог во Штипската клиничка болница. Докторке, вие сте најискусна овде на инфективното одделение и во моментов единствена. Да ни кажете каква е битката со коронавирусот од март па до сега? Почувајќи од самиот почеток на пандемијата, до сега имаме големи промени, значи во врска со короната. На почетокот беа и полесни случаеви со средно тешка форма, поредко некој пациент кој што ќе беше во една тешка, изузетно тешка состојба. Меѓутоа, од месец ноември, од почетокот, веќе е видливо и уочливо со зголемување на голем број на пациенти тоа што се во изузетно тешка состојба. Каква е таа тешка состојба? Тешката состојба е пациентите ги носат со возило од итна медицинска помош, значи морам да напоменам дека ние сме центар за целиот источен регион, со ниски сатурации, значи тоа се со низок пат на кислородот, со ниските вредности на кислород и во изузетна тешка состојба со тежното дишење, со гушење, дури некогаш имат и пореметена свест. Така да тие пациенти се носат како итни случаи и тоа е веќе зголемен, видно зголемен број на таквите пациенти, кои што ги хоспитализираме тука. Така, вие останавте единствен инфектолог, вашите две колешки се на боледување. Да. Кои ви помагаат сега во моментот од лекарите? Буквално од лекарите ни помагат група на интернисти, кардиолози, имаме и невролози, психијатри и хирург. Така.
Што се однесува за медицинските сестри? За Каква е медицинските состојбата? сестри, еве, мислам дека спомнавме дека веќе има по 4 екипи, се по 4 сестри. Има и преку дента, значи вкупно има и амбулантски сестри и главна сестра, значи сега за сега е доволен пациентот, бројот на сестрите, меѓутоа нормално дека спрема ситуацијата како што ќе се одвива, никогаш не е нормално дека ќе се зголемува и бројот на персоналот. Така. И истото важи и за самите доктори кои што веќе се вклучени на помош. Дали овој медицински персонал е доволен во овој момент? Па сега во овој момент веќе имаме зајакнување, значи веќе една недела сме и со специјализанти и со специјалисти, така да се дежура, по 3 доктора се на смена, за 24 часовно дежурство. Има поплакеви од пациенти и од нивни роднини дека медицинските сестри не се јавувале на телефони, барале помош, не влегувале лекари, медицински сестри и по 3 до 4 часа во собите. Видите се, таквите проблеми ќе ги има. Значи, сите пациенти не може да ни бидат задоволни, значи ќе има и незадоволни и задоволни пациенти. Проблемот што беше со телефоните, е лично, пошто дежураме, тука сме присутни, значи тоа е и мислење на сите, и сестрите, и на докторите што дежураме, буквално ни се преблокирани самите телефони. Значи имавме службен докторски телефон и службен телефон на сестрите. Меѓутоа, тоа беше со една намена да сестринскиот телефон биде само за пациентите и нашиот докторски телефон кај што можеме да ги објавуваме сите консултации со матични доктори или со другите доктори од другите центри со најава на пациенти. Меѓутоа можам само да кажам дека веќе дојде не злоупотреба, туку се преоптеретија и самите линии, пошто се веќе јавуваат и пациенти кои што прашуваат некои банални работи или основни работи за ковидот, кои што може да се ги завршат со матичните доктори. Значи имаме и преблокираност на линиите на двете. Не можам да кажам дека најверојатно можда имало моменти каде што тоа се кратки моменти, каде што еве ниту медицинска сестра не можела да одговори на таквите повици. Меѓутоа тоа се и термини каде што они се кога се спремат веќе по оделите, значи они се веќе присутни на оделите и без разлика на тоа дали телефонот у тој момент звони или не. Дали според вас во моментов системот е колабиран, т.е. болниците колабираат поради напливот на голем број на пациенти? За сега мислам дека иде добро, сега не можеме да претпоставиме за натака и не го знаеме кој тај наплив, да осеќа се точно, меѓутоа најверојатно ќе има решение, дали ќе биде со проширување на капацитетите. Значи мораме да го издржиме овој наплив на пациентите, мора да издржиме ова пандемија. Што ќе им порачате на оние кои што се надвор од инфективното оделение? Јас само би рекла добро, од една страна ми е радосно тоа што ги слушам поради тоа што стварно тие наши телефони се преблокирани со пациенти кои што се јавуваат и во фаза на паника, што од една страна е доста добро, бидејќи мислам дека со тоа веќе и нивната свест малку ќе проработи за да можат веќе да се почитуваат сите тие мерки што нон-стоп се препорачуваат. Иако и покрај таа паника ние веќе сме нели оптеретени. Истото го кажувам и стално, значи мора да се носи, нема ништо тешко мака да се носи една маска или да се одржават тие дистанци. На која возраст се вообичаено пациентите, да ни кажете? Различно, меѓутоа можам само да кажам дека имаме и млади пациенти, при една средна возраст, али сега во последните 2 недели се упаѓаат во очи оние што се постари пациенти кои што се со доста коморбидитети. Да ни кажете колку време сте овде во инфективното оделение? Јас сум од среда навечер. Јас сум од Кочнина, мислам. Бев у полоша состојба, за 2-3 дена, сега сум подобра. Персоналот е многу фин. Тимски си ја работата, што да сме подржиле, се сме услужим. Без кислород не сме станале, без лекарства не сме станале, кога да потражим побарување од сестрите, секој се тука. Нема што да кажеме, значи здружен тим, секој час. Сметате ли дека сепак нешто треба да се подобри или и тие се преоптеретени со многу пациенти?
Како не се оптеретени ти, од 4:30 се вајле, они почнат терапијата да делат. Ние спиим уште некош, они почнат терапијата да делат. Како не се цел ден по тие скапандери шовитите што ги носите. Тоа е се преоптеретување. Треба ли луѓето да пазат, да не се заразат? Треба. Треба секој да ги слушат советите од лекарите. Да носат маска без разлика кај да се. Било на отворено, било на затворено, со маска да биде. Јас знам по мене, ја никаде не сум искочила од дома, а ја до овај степен видов. Знаете ли како се заразивте? Не знам. Не знам. Еве што ми взимаа бриз, негативен. Тесто што ми покажаа на компјутерското снимање ми покажаа позитивен. А на тесто ми покажаа негативен. Јас од дома немам искочено, не знам како. Така температура качев, бев на лекар, пиев рапчиња, не им помогни, мораше да укочене ме прима астравија, инфузија и кислород, пошто нема инфектолог и ми испратија тука на Велени. Како е да се бориш за здив, да не користиш таа маска што имате на лицето? Тешко ли мора? Мора да се носи. Апелирате на другите луѓе да бидат заштитени, да не дојдат до овој степен? Да, секојаш да апелирам дека сите треба маските обавезно да ги носат. Без маска да не се излегува никаде. Еве да ни кажете колку време сте овде? 9 ден. И како се чувствувате, во каква состојба дојдете? Многу сме благодарни. Сега нормално има и задоволни и незадоволни. Али ово не е само кај нас у Македонија, него на светско ниво е. Така да, кризата си е криза, тешко ќе потрае, можда ега поскоро се види, али мислам дека подолго време ќе трае. Еве да речеме на медиумите слушаме дека у Јапан пред 6 години измислиле леко, а нигде го нема. Трамп кажува дека 94% обезбедил го леко и таму е неуспешен. Значи, општо на светско ниво е голема тоа. А може па да се каже дека еден од подобрите градове е и Штип, што мислам најповеќе луѓе се излечуват и видуват и тоа, али нормално има и незадоволни нормално. Кој не може да се излече, нормално ќе е незадоволен. Али Оптеретени ли се многу здравствените работници? Здравствените работници од чистач до доктор горе се е на најголемо ниво. Нема слободни денове, гледаме ги се, кој ден се истите фигури ги гледаме дека секој ден се на работа. Ја и се дивам како издржуват. Дивам се како издржуват и како може да се поднесат со ова. Знаете ли вие како се заразивте? Јасно, на мене ка ми јави една преко матичето, јас сум од Кочани, еднако педијатар е мој и ми кажа да дојдам тука. А не носевте маска, не ги почитувавте мерките? Не, има маски носе, али еве дојде стучице. А згоро на тоа имам и астма имам, и со некаква бура. Тешка ли е оваа болест, оваа зараза? Па прилично е тешка. Прилично е тешка. Со физиолошката некако се крепи, ублажува се ситуацијата и со првите денови, 2-3 дена со кислород и нешто искачаше се на крај. Што чувствувате кога ви беше најтешко? Молим? Што чувствувате? Какви симптоми? Тешко ли се дише? Да ни опишете, што чувствувате? Симптоми у градите болки и главоболки, температура. При движењето малаксаност, при одењето имаш малаксаност, осеќаш. Не можеш доволно да се ранеш.
да речеме, јас 125 кила, Бабана 110 кила. Што ќе им порачите на другите луѓе? Па, што можат повеќе да се препазват и да ги користат заштитните средства, за да не дојде нешто до овој. Ова е непредвидена болест. Не само кај нас, тоа на светско ниво. Што може повеќе да се придржават со заштитни маски со тие средства, за да не дојде до влошување и кај нив ситуацијата. Океј, фала ви многу.